Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе обработиме глава 24 од книгата Дела. Накратко сакам да ве потсетам на контекстот во кој се наоѓаме. На крајот од своето трето мисиско патување, апостолот Павле отиде во градот Ерусалим. Знаеше дека таму го чекаат окови и маки, но исто така знаеше дека Божјата волја е да биде во тој град. Кога влезе во храмот, некои од јудејците кренаа бунт против него и беа подготвени да го убијат, бидејќи сметаа дека Павле ги учи луѓето да не го почитуваат Мојсеевиот закон. Патем, тоа не беше прв пат апостолот да се соочува со прогонство, па дури и физички напади поради христијанската вера. На некој начин тој беше навикнат на прогонство поради Христос. Но, откако се случи овој бунт против него, Господ Исус во сон му кажа да не се плаши и смело да зборува за Евангелието. Во глава 23 стих 11 читаме: Ноќта му се јави Господ и му рече: Не плаши се, Павле, и како што сведочеше за мене во Ерусалим, така ќе треба да сведочиш и во Рим. Еве еден краток преглед на последните настани за кои размислувавме. Прво, непријателите на Павле кои се наоѓаа во Ерусалим сакаа да го убијат. Потоа, Павле дозна за нивниот план преку својот внук од сестра, кого го прати кај заповедникот на римската војска. Потоа, заповедникот на римската војска го испрати Павле во Кесарија со воена придружба. Потоа, со оглед на тоа што беше римски граѓанин, Павле доби добар третман и го сместија во дворот на Ирод. И на крај, неколку дена подоцна, обвинителите на Павле дојдоа за да го представат својот случај пред намесникот Феликс. Ке почнеме со читање на глава 24. Стих 1. По 5 дена слезе првосвештеникот Ананија со старешините и со некој си говорник Тертил, па излегоа пред намесникот обвинувајќи го Павле. Во овој случај, човекот по име Тертил беше еден вид на обвинител против Павле. Тој имаше подготвено говор со цел на намесникот да му даде до знаење дека апостолот Павле е проблематичен човек. Забележете како го започна својот говор, стихови 2 и 3. А кога го повикаа Павле, Тертил почна да го обвинува велејки: Секогаш и насекаде, со голема благодарност признаваме дека преку тебе, многу почитуван Феликсе, кај нас има полн мир, а преку грижите твои на овој народ му се дели вистинска правда. Верувам забележувате како Тертил му ласка на Феликс, се со цел да го придобие на своја страна. Стихови 4 и 5. Но, за да не ти одземаме многу време, те молам да не ислушаш накратко со твојата кротост. Утврдивме дека овој човек е чума и дека крева бунтови против сите јудејци по вселената и дека е предводник на Назарејската ерес. Овој човек го започна својот говор со ласкање насочено кон намесникот, а сега, кога почна да зборува за Павле, тој користи остри зборови. Го нарекува апостолот чума, некој кој крева бунтови против сите јудејци каде и да се наоѓаат и човек кој е предводник на Назарејската ерес. Се чини дека тоа беше една од етикетите кои јудејците ги користеа за христијанската вера. Стихови 6 до 9. Тој се обиде дури и храмот да го оскверни. Затоа ние го фативме и сакавме да му судиме според нашиот закон. Но заповедникот Лисиј дојде и со голема сила го истргна од рацете наши и го испрати кај тебе, откако заповеда и ние, неговите обвинители, да дојдеме кај тебе. Ти ќе можеш сам да го испиташ и од него да дознаеш зашто го обвинуваме ние. И јудејците потврдуваа дека е така. Интересно е тоа што намесникот Феликс имаше авторитет да одлучува во однос на прашања
поврзани со римското право, а не за прашања поврзани со Мојсеевиот закон. Се чини дека обвинението на Тертил не беше изградено врз многу добра основа. Сега ќе дојде редот за Павле да ја представи својата одбрана. Стихови 10 и 11. Наместникот му даде знак на Павле да зборува, а тој одговори: бидејќи знам дека од пред многу години си му судија на овој народ, со послободно срце ќе зборувам во моја одбрана. Ти можеш да дознаеш дека нема повеќе од 12 дена откако се искачив во Ерусалим на поклонение. Павле го започна својот говор со пофалба на Феликс. За него вели дека многу години му е судија на народот, а тоа значи дека Феликс бил добар судија, па затоа немало потреба да го заменат. Покрај другото, на самиот почеток му дава на наместникот до знаење дека пред отприлика 12 дена влегол во Ерусалим на поклонение. Стихови 12 до 14. Но не ме најдоа ниту во храмот некому да зборувам или бунт да кревам меѓу народот, ни по синагогите, ниту пак во градот. Ниту пак тие можат да го докажат она што сега ти го зборуваат за мене. Но ти признавам дека според учењето кое тие го нарекуваат ерес, му служам на Бога на нашите татковци, дека верувам во се што е напишано во законот и во пророците. Во својата одбрана, апостолот Павле јасно кажува дека немал намера да крева никакви бунтови и според тоа што го читаме во книгата Дела, тој ја зборуваше вистината. Не само тоа, туку изјавува дека верува во се што е запишано во законот и пророците. Тоа значи дека не се согласува со обвинението покренато против него. Стих 15. Дека се надевам на Бога, дека ќе има воскресение на мртвите, на праведните и на неправедните, кое и тие сами го очекуваат. Забележувате ли дека апостолот Павле повторно го нагласува воскресението како главната тема на христијанската вера? Интересно е што тој не вели дека е обвинет за проповедање на смртта и воскресението на Исус Христос, туку поради тоа што верува во воскресението на мртвите. Стихови 16 и 17. А затоа и сам се трудам секогаш да имам чиста совест пред Бога и пред луѓето. По многу години дојдов да му донесам на мојот народ милостина и приноси. Павле отиде во Ерусалим со две главни причини: да се поклони на Бог во храмот и да ги донесе приносите кои нееврејските цркви ги собраа за христијаните во Ерусалим. Стихови 18 и 19. Тогаш, кога се бев очистил, ме најдоа во храмот, ни со народ, ниту со немир, некои азиски јудејци кои требаше да се представат пред тебе и да ме обвинат, ако имаат нешто против мене. Павле ја кажа вистината. Тој на вистина не направи никаков проблем, ниту пак крена каков било бунт во Ерусалим. Наместо тоа, отиде во храмот за да му се поклони на Бог, и додека беше таму, јудејците кои живееа во Азија го фатија и го изнесоа од храмот. Лука вели дека дури и го тепаа. Стихови 20 до 22. Или пак тие сами да кажат дали во мене нашле некаква неправда, кога се бев јавил пред Синедрионот, освен само за овие зборови кои застанат пред нив гласно ги изговорив. Заради воскресението на мртвите ме судите вие денес. Кога го слушна тоа Феликс, тој го одложи делото, бидејќи добро знаеше за тоа учење и рече: ќе го разгледам делото твое кога ќе дојде заповедникот Лисиј. Наместникот Феликс не сакаше да донесе пресуда пред да се консултира со некој друг. Причината за тоа беше фактот што пред него беа представени две различни ситуации. Јудејците велеа дека Павле е човек кој крева бунтови и прави немири, а Павле вели дека му се суди затоа што проповеда за воскресението на мртвите. Стих 23.
И му заповеда на стотникот да го пази Павле, но да му дава известна слобода и да не запира никого од неговите блиски да му служат или да доаѓаат кај него. Ова е важна информација. Лука ни дава до знаење дека апостолот Павле, иако беше под стража, сепак имаше одредена слобода на движење, но и можност да прима посетители. Забележете што се вели во стиховите 24 и 25. По неколку дена дојде Феликс со жената своја Друзила, која беше јудејка, па го повика Павле и слушаше од него за верата во Христос Исус. А кога Павле зборуваше за правда, за воздржување и за идниот суд, Феликс се уплаши и одговори: сега оди си, а кога ќе најдам време, ќе те повикам. Грешникот никогаш нема да најде погодно време за да го слуша Евангелието. Но, важно е да се напомене дека Феликс имаше одредена желба да дознае што е христијанската вера и што апостолот Павле проповеда. Лука не известува дека еден ден, кога беше сам со својата сопруга, Феликс го повика Павле, за на двајцата да им каже нешто повеќе за својата вера. Ова не беше разговор во кој Павле се бранеше пред наместникот, туку ситуација во која имаше прилика да го придобие за Христос. Ако земете да прочитате историски извештаи за Феликс, ќе сватите дека бил доста грешен човек. За него историјата сведочи дека бил ослободен роб, кој преку зло и измама дошол до висока позиција во Римската империја. Не само тоа, туку се вели дека бил човек кој сака да ужива во секакви грешни задоволства. Патем, самото негово име значи задоволство. Еден историчар за него вели: преку крутост и разврат тој владееше како крал, а имаше дух на роб. Токму тоа е човекот кој го повика Павле за да дознае нешто повеќе за Евангелието. Лука вели дека и неговата сопруга Друзила исто така ги слушаше зборовите на апостолот. Дозволете ми да ви кажам накратко што историјата вели за неа. Таа беше ќерка на Ирод Агрипа I. Нејзиниот татко го уби апостолот Јаков. Верувам ќе се сетите на тоа, бидејќи за тие настани размислувавме при обработката на оваа книга. Нејзиниот чичко беше оној кој го погуби Јован Крстителот. Нејзиниот прадедо се обиде да го убие Господ Исус Христос уште додека беше бебе. Со други зборови, тоа значи дека оваа жена потекнуваше од семејство кое беше непријателски настроено кон Божите слуги. А сега, пред себе имаше Божи слуга кој испедочеше за смртта и воскресението на Господ Исус и за значењето на христијанската вера. Таа и нејзиниот сопруг ја имаа привилегијата да го слушаат еден од највлијателните луѓе во историјата на човештвото, но Лука вели дека пораката на христијанската вера не им се допадна. Иако Бог им ја отвори вратата од своето царство, сепак тие не сакаа да влезат низ неа. Доктор Лука дава интересен коментар кога вели дека Феликс го прекина говорот на Павле откако апостолот му зборуваше за правда, воздржување и идниот суд. Всушност, Лука како да сака да каже, овие теми воопшто не му се допаднаа на наместникот. Сигурно човекот свати дека не може да поверува во Евангелието и да продолжи да живее исто како претходно. Предпоставувам дека не сакаше да владее со правда или пак не сакаше да се воздржува од грешните задоволства. Можеби не му се допадна и идејата дека еден ден сите ќе застанеме пред Бог и тој ќе ни суди. Но знаете, Евангелието до ден денешен е навредливо за многумина. И денес има многу луѓе на кои не им се допаѓаат одредени аспекти од христијанската вера и затоа не ја прифаќаат.
Например, јас од лично искуство можам да ви кажам дека сум сретнал многумина на кои не им се допаѓа идејата дека се грешни. Тие мислат дека се добри луѓе и дека за грешници може да се сметаат само оние кои убиваат луѓе и прават други злосторства од големи размери. Сум сретнал и луѓе на кои не им се допаѓа верувањето дека Господ Исус е единствениот пат до спасението. Тие веруваат дека сите богови од сите религии треба да се почитуваат како еднакви. Кога Павле им зборуваше на Феликс и неговата сопруга за Божиот суд, тие не сакаат да слушаат. И денес, ако проповедниците зборуваат за Божиот суд, малкумина ќе бидат оние кои искрено ќе сакаат да ја слушаат таа порака. Зошто? Бидејќи ние луѓето не сакаме да слушаме за Божјата светост, праведност и за Божиот суд. Ние сакаме да слушаме за тоа како Бог не сака, како тој има прекрасни планови за нашите животи, за тоа како тој ќе не заштити, благослови и слично. Но, тоа не е целосно евангелие, тоа не е целата вистина. Затоа, сега на крајот, сакам да ве повикам вас христијаните, да бидете целосно искрени кога со другите зборувате за својата вера. Немојте на другите да им представувате нецелосна верзија од евангелието. Иако луѓето не сакаат да слушаат за гревот, праведноста, осветувањето, вечната казна и слично, тоа нека не ви биде причина да ги премолчувате тие аспекти од верата. Треба да се угледаме на апостолот Павле, кој немаше за цел да им ги скокотка ушите на оние кои го слушаат, туку неговата главна цел беше нивното спасение. А ако сакаме луѓето да се спасат, мора да зборуваме за теми кои можеби не им се допаѓаат. Мораме да зборуваме за Божиот суд, бидејќи тие треба да знаат од што Бог им нуди спасение. А вам останатите, кои се уште не сте поверувале во Евангелието, сакам да ве советувам, немојте да одолговлекувате. Немојте да ја правите истата грешка како Феликс, кој мислеше дека во иднина ќе има попогодно време за да се одлучи да му верува на Бог. Денес е денот кога Бог ве повикува да му верувате, да се покаете за своите гревови и да тргнете по неговиот пат. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.